Колешката Елизабета со Куштрим Амити, студент по медицина, доброволец во ковид центарот. Елизабета, повелете со Скопски агол и веднаш потоа вестите со Александар Петрески, а со мене се гледате некаде кон 10 часот. Добро утро. Денеска се вклучуваме од прединтерните клиники, кои што некаде од средината на ноември дел се пренаминети во ковид центар. Токму во овој ковид центар веќе повеќе од 1 месец доброволно се приклучил и како што најави колегата Владко од студио, Куштрим Амити, студент на 6-та година по медицина, кој што буквално само поради хуманост и желба да им помогне како на пациентите, така и на повозрастните колеги, на некој начин дури и го жртвува на својот живот, влегувајќи во ризичните зони. Добро утро, Куштрим, и добро дојде во утренски брифинг. Добро утро, добро ве најдов. Благодарам. Твојата интересна и хумана приказна би сакале да ни ја раскажеш нам, меѓутоа да ја слушнат и нашите гледачи. Како тоа се случи вие, меѓутоа и останатите ваши колеги, доброволно да се вклучите и да помагате во борбата против пандемијата? Знаете како, од самиот старт, кога еден студент, еден млад дечко и девојка се пријавува, се запишува на медицински факултет, постои една огромна желба за хуманост и да помогне. Со самата појава на пандемијата, ние од самиот старт сакавме да помагаме во борба против пандемијата, но нашиот глас не беше слушнат, се додека председателот на студентскиот парламент при медицински факултет тоа го изрази во јавност и дојдовме до договор со министерот и со докторот Докич, каде се мобилизиравме, се организиравме и сите доброволни студенти, нагласувам доброволно, никој не се е натеран, сите сакаме со своја желба да придонесеме во оваа борба и да се вклучиме во да помагаме во борба против ковид центарот. Имавте ли никаква обука пред да се вклучите во ковид центрите? Да, првиот ден имавме состанок и со министерот, со деканката и со доктор Докич, кој ни даде насоки што треба да се прави, што не треба, како се протоколите, како да се заштитиме, како да се спремаме при влегување во црвените зони со целата опрема што ја располагаме, и тоа беше еден вид обука кај што ние веќе почнавме истиот ден во ковид центрите. Куштрим, би сакала да ве запрашам, имавте директен контакт со заболените, односно имате, или пак тоа беше сведено на папирологија, администрација? Кои беа ваши задачи? Нашите задачи беа и папирологија, администрација, кај што помагавме при спремање на исписи, приемници, и исто така и внатре во црвените зони ние имавме директен контакт со пациентите, односно мерење на виталните параметри, пулс, сатурација, крвен притисок и така натаму. Спомена во најавата дека вие сте студент, односно ве најавив како студент, меѓутоа во меѓувреме туку што дипломиравте, можеби пред 10 дена, ви честитам за дипломирањето, сега сте и официјално веќе лекар. Што планирате понатаму? Дали планирате повторно да се вклучите да волонтирате? Ви благодарам. Да, желбата уште трае за да помагаме се додека да заврши, се надевам што поскоро оваа пандемија, ние сме сите во оваа борба и остануваме до крај. Што се однесува до стравот од непознатото, го имаше ли, беше присутен ли кај вас, бидејќи сепак можеби ви недостатувало на искуство кое што го имаат повозрастните колеги, а од друга страна пак дури не добивате никаква финансиска поддршка за вашето вклучување? Страв секогаш постои, сепак се работи за смртоносен вирус. Ние како млади лекари таму малце понеискусни, но ако се пазат сите протоколи и ако се оди со сите заштитни опреми, мислам дека нема никаков проблем, но страфот е од друг аспект, дали постапив добро, дали се заразив, да не го пренесев надвор од клиника и така натаму. Но морам да кажам дека парична надомест не добивме, но од самиот факултет бевме ослободени од партиципација за плаќање на сестар. И она што би сакала пред самиот крај да ве запрашам, научивте ли нешто, бидејќи тоа е дел од вашата пракса за понатаму во однос на професионалниот живот?
Покрај целиот ризик, морам да признам дека придобивката на волонтирање во ковид центри е од огромно значење, поготово како ние млади лекари научивме многу и беше посебно искуство и морам да признам се пандемија се дешава еднаш во 100 години, се надевам никогаш нема да се повтори, но ова шанса што ни се даде не може да го доживее секој иден лекар и покрај ризикот искуството беше огромно. Која ќе биде вашата определба за специализација? Се размислува меѓу пулмологија или пластичен хирург, тоа треба да се одлучи. Штриме, ти благодарам за денешното вклучување во утрински брифинг. Навистина времето ни е кратко. Ти благодарам и за твојата хуманост и секако хуманоста на сите останати студенти кои што доброволно се вклучија во борбата против пандемијата, им помогна и на лекарите кои што во екот на пандемијата беа навистина веќе и преморени од целокупниот ангажман. Останете хумани и професионални во вашата кариера. Ви благодарам и ми беше мило. Се одјавуваме од пред интерните клиники